Општините и институциите од јавниот сектор во земјава ќе можат да добијат нови официјални веб страници како дел од иницијативата за дигитализација, но и како заложба за подобрување на комуникацијата со граѓаните преку современи решенија. Колку дигитализацијата е на агендата на општина Бутел? Сакам да поздравам ова одлука на владата и на Министерството за дигитализација заради тоа што навистина има општини каде што е потребно да се помогне да се изработи една квалитетна веб страна за да има појасна достапност и подобра достапност на информациите до граѓаните. Но во општина Бутел тоа не е случај, бидејќи имаме навистина квалитетно изработена веб страна и морам да кажам дека нивото на транспарентност по однос на достапност на информации го подкренавме на значително ниво. Кога станав градоначалник, бевме меѓу последните општини по однос на ова прашање, а сега сме секогаш некаде во првите 5. Колку за илустрација, во 2024 година, по однос на сите јавни институции во државата, имавме скок од 77 места на таа ранг листа на мерење на транспарентност. И во таа смисла, мислам дека граѓаните навистина се задоволни од овој наш начин на работа, бидејќи не знам, ќе илустрирам уште една работа. На нашата веб страна има една квалитетна алатка која што се вика пријави проблем и навистина функционира. Имаме посебен тим кој што се занимава по однос на тоа прашање и навистина резултатите се видели, впрочем и нели граѓаните за тоа решија така како што решија на овие избори. Повикот од Министерството за администрација е отворен до 31 декември. Сепак вие се одлучивте да отстапите место на некој на кој му е попотребно. Секако да, и мислам дека тоа е ферски однос заради тоа што таа работа имаме завршено, но сигурен сум дека некои општини ова ќе го искористат и ќе добијат квалитетна веб страна, бидејќи во ова модерно време на живење просто неопходна работа. Министерството за дигитална трансформација ги повика сите општини и институции без разлика на нивната големина, бројот на жители или моменталниот статус на нивната веб страница да аплицираат на јавниот повик и на тој начин да ја зголемат својата транспарентност и пристапност. Пријавите може да се достават најдоцна до 31 декември, а ќе се обработуваат по принципот прв дојден, прв услужен, се до пополнување на расположивиот број на општини и институции што можат да бидат опфатени.